Така, денеска сме во Обединарци, инаку во моментов, да кажеме, денеска имаме пошумување во Кумановскиот регион. За нареднава недела можам да кажам дека секој дневно имаме пошумувања покрај овде во Малешевијата, пошумувања ќе има во Македонски Брод, пошумувања ќе има за наредната недела во Гевгелија, пошумувања ќе имаме во Велес, пошумувања ќе имаме во Скопскиот регион на неколку локации, пошумувања ќе имаме во Струмичкиот регион, пошумувања ќе имаме во секаде, значи буквално низ цела Македонија, секаде ќе имаме пошумувања, секаде од кај што ќе можеме ќе се вклучиме и уште еднаш ќе апелирам до сите оние кои што сакаат да дадат допринос да оваа приказна ја направиме што поуспешна, стоиме на располагање, затоа што на крајот од денот најважно ќе биде да кажеме дека ова е нешто кое што ќе го создадеме сите. Од пред неколку дена започнавме со пошумување на повеќе локации во Република Македонија. Причината која што да кажам почнуваме малку доцна е тоа што временските услови во изминатиот период не ни беа наклонети за пошумување. Беше премногу суво, немаше никакви врнежи. Од пред неколку дена имавме врнежи веќе и до некаде, да кажам, состојбата е малтене идеална. Во текот на утрешниот и наредниот ден после тоа се најавени нови врнежи и тоа ќе биде дополнително добар момент за идните денови во кои што планираме една огромна површина да ја завршиме. Зашто всушност станува збор? Поддружницата во Пекчево овде има обврска да облемени околу 200 хектари, што значи овде ќе направиме околу 50 на хектари пошумување класично со садници и околу 150 со подсејување. Исто така, поддружницата во Берово планираме да направиме и таму некаде преку 200 хектари кои што ќе ги пошумиме со различни методи и со оние стотина во Делчево планираме да надминеме бројка од околу 500 хектари само во Малешевијата. Тоа е една огромна бројка која што сме си ја земале како обврска, тоа е една огромна бројка која што ќе биде многу добар момент за нешто кое што следи во периодов кој што предстои. Јас морам да кажам дека сум доста позитивно изненаден од младите кои што овде денеска заедно со Боренка се ангажирани. Покрај младите од Берово кои што се денеска тука, во наредниве денови планираме да бидат вклучени и други луѓе. Еве, од Сабале договаравме со Министерството за одбрана, во наредниве денови ќе ни се вклучат и војниците во овие акции. Боренка ќе бидат секако тука, нашите вработени од неколку поддружници ќе бидат секојдневно овде и сметам дека ќе направиме една добра приказна која што ќе го врати зелениот сјај на овие огромно опожарени површини во Малешевијата кои што за жал од пред неколку години беа однесени за многу краток период. Тоа е нешто кое што е пред се наша обврска која што мора да ја завршиме за нашите идни генерации. Имајќи предвид дека година имаше доста пожари, некоја стратегија за следната година покрај овие акции, на што ќе се насочите кон Ние веќе работиме на стратегија за наредните години, значи правиме план, правиме одредени истражувања и испитувања. Јас она кое што многу пати досега го кажувам е следното. Наша цел ќе биде пред се враќање на автохтони видови. Што значи тоа? Значи, секаде, секоја површина има одредени дрвни видови кои што се автохтони, тоест се тукашни, домашни. И нашата цел ќе биде да од истите тие собереме семенски материјали, ги обновиме, направиме здрави квалитетни садници кои што после тоа ќе ги вратиме повторно на површините каде што домашно виреа. Тоа е она кое што најдобро ќе дојде на природата, затоа што ако садникот е автохтон, тој има најдобар прираст, најдобар зафат и сметаме дека ќе има најдобар раст и развој во периодот кој што предстои. Да. Моето име е Снежана Јанковиќ, јас сум генерален секретар на Сојуз независна Македонија, воетниот координатор на Боренка во Македонија. Трета година поред, прва акција за годинава и на 14-то пошумување. Почнуваме од село Будинарци на опожарена површина од 2021 година. Денеска пошумуваме заедно со нашите средношколци од Средното училиште Ацо Русковски, со
со нашите зелени попутници од Комерцијална банка и секако извидниците од неколку градови од нашата земја. Буренка е волонтерска иницијатива за пошумување опожарени подрачја, која што е во соработка со национални шуми кои што имаат целата експертиза, нели нормално што, како, каде, колку се сади. Ние сме тука како млади луѓе да ангажираме, да активираме млади луѓе, да дојдеме да помогнеме и на тој начин да вратиме на животната средина. Гледам, има енергија кај младите, имате некои посебни барања кога учествуваат на вакви акции? Ние се трудиме секогаш да има и забава, заради тоа што тој момент е секогаш многу важен. Треба да дојдеме, треба да работиме, меѓутоа треба младите да си поминат убаво, да имаат позитивно искуство за да се пријават повторно да дојдат. Така што имаме музика, имаме некои таблички што ги носиме со нас за поголема видливост и секако многу ни значи сите кои што ја споделуваат оваа приказна, кои што веруваат во нас и секако кои што сакаат да ни се придружат. Секој може да биде дел од Буренка, така што повелете. Така, Буренка е една прекрасна иницијатива која што малце навраќа во природата како млади луѓе што често сме затворени дома и пред компјутери, опружени со технологија. Единствениот начин како да дознаеме дека мора да ја вратиме на природата е кога излеземе и ја видиме прекрасната природа тука околу нас. Тоа и сакаме да го постигнеме со тоа што секојдневно ги едуцираме младите луѓе, така што да следете на borenka.mk, да може да ги видите сите наши акции и да дознаете нешто повеќе во врска со шумите, како и нашата иницијатива за пошумување на опожарени подрачја. Вашето име? Елисавета Лукановска. Фала ви.